Еден завлагно беше избегнат инцидент помеѓу пратениците од СДСМ Мартин Костовски од Левица Димитар Пасиев. Најпрво Пасиев побара збор, но кога замина кон говорницата се случи оној инцидент кој што може да го видат граѓаните на снимката која што во моментов ја гледаат, но траеше кратко бидејќи беа спречени од подпредседателот на собранието Горан Мисовски. Секако во меѓувреме власта ја смени тактиката, односно се откажа од репликите, не реплицира на опозицијата која што во моментов се уште зборува и треба да ги заврши своите говори за да може да се гласа по на информација за предлог преговарачката рамка за членство во Европската Унија. Секако ова предлог преговарачка рамка подоцна ќе премине во владата, па затоа и опозицијата обвинуваше дека се работи за седница која што практично и не би значела ништо. Продолжија власта и опозицијата да се обвинуваат меѓусебно кој е предавник, а кој не е предавник, односно кој е патриот. Додека пратениците од мнозинството зборуваа, претходно се слуша свирежи, не можеше да се слушне ништо од тоа што го зборуваат внатре во салата, во пленарната сала. Единствениот пратеник од мнозинството за кого немаше никакви свирежи беше лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, кој не даде прецизен одговор дали како ќе гласа за предложените заклучоци за ова информација за предлог преговарачката рамка, па предлагам тука да слушнеме и како течеше дел од расправата. Кукавици, ксенофоби и криминалци. Можете да урлате и да свирите колку сакате. Ние ќе продолжиме по европскиот пат на оваа држава, притоа зачувајќи го македонскиот јазик и сите особености на македонскиот етнички идентитет. Значи да нема дилеми, некој да не обвинува дека јас, Демократскиот сојуз, со сите што се работуваме, дека имаме било какви пречки за да се движи Македонија напред. Апсолутно, како што подржувавме долго време Македонија да биде членка на НАТО, сега исто така силно подржуваме и испраќаме порака до Европската Унија дека Македонија е подготвена за членство во Европската Унија. Меѓутоа, граѓаните знаат, сите практично во оваа држава знаат дека тој процес е блокиран, долго време беше блокиран од Грција, потоа од Франција и на крај од Бугарија. Се разбира дека се обидуваме да се деблокира тој процес, меѓутоа повеќе од јасно дека е доста сложен овој трновит пат и дека Македонија и натаму ќе чека долго време пред вратата на Европската Унија, независно како ќе се движат овие разговори, овој процес околу усвојувањето на предложената преговарачка рамка. И еве овде е само почитуваниот господин Бојан Маричич, го нема Ковачевски, го нема Османи. Народот од вас очекуваше една работа. Ако сте се нафатиле да ги средувате овие работи, да покажете барем малку способност. Нула способност и нула капацитет. Поради вашата неспособност добивме вакво формализирано понижување. И би сакал овој говор да го поделам на два дела. Во едниот дел да разговарам за формалното понижување и за формалниот неуспех и за вашето формално и де факто незнаење како треба да се преговара. Целосна неспособност во која што ја прикривате со предавството и со продажбата на македонските национални интереси. Да, пред она кавга на Димитар Апасиев и Мартин Костовски се случи уште еден, замалку беше избегнат уште еден инцидент. Опозицијата неколку пати го побара премиерот Димитар Ковачевски, се случи она кавга помеѓу председателот на собранието Талат Џафери и пратеникот Димитар Апасиев за тоа кој чии прсти ќе искрши. Па предлагам да погледнеме и тоа што се случуваше помеѓу Апасиев и Џафери. Председателе, прв и последен пат да ви биде со прст да ме карате, пошто не сум ви доен дома ја вас. Вие сте тука прв меѓу еднаквите. И како таков не треба да го узурпирате столчето на кое седите. Ако имате реплика кон некој пратеник, ќе си земете поштено реплика како сите ние што се зимаме, ќе си кликнете на копчето и ќе седете тука или можете и од место. Така е процедурата.
Не можете вие со фусноти да дофрлате на секој пратеник. Почитувате го деловникот, бидејќи вие сте најзаслужен за да го... А кој си па ти да ми со прст да ми покажеш прст? А кој си ти прст да ми покажеш тука со прст? Ајде збори што имаш да збориш и не ми мафтај мене тука. Имаш збор, збори што имаш да кажеш, не мафтај со рака. Ајде. Не се ни слушав, ти ме исклучи, како да зборам? Па не иде во етер, како да зборам? Значи прв и последен пат да ти биде да ми мафташ со прст, еве ја што ти кажувам. Не мафтај со прстот и може да ти биде скршен тој прст. Ајде. Ајде. Пробај следниот пат. Од 42 пратеници кои што вчера се јавија за збор за информацијата за предлог преговарачката рамка, 30 на пратеници веќе зборуваа на пленарната седница, а останаа да зборуваат уште 12 мина за да се изгласаат оние предлог заклучоци кои што практично не би значеле ништо, бидејќи собранието не може да донесе ништо друго освен овие заклучоци кои што ги споменав, а кои што би биле насока како владата да гласа како владата да преговара со Европската Унија. Потоа предлог заклучоците ќе одат во владата и владата ќе даде зелено светло за разговорите со Европската Унија за да почне она меѓувладина седница. Секако пратениците продолжија во законодавниот дом да дебатираат. Во очекување сме и кога председателот на собранието ќе објави крај на денешната работа на законодавниот дом, бидејќи според оние информации кои што ги имаме во моментов е дека гласањето би било утре. Тоа се информациите кои што ги имаме во моментов.